Зекија Мемедова Христова, доаѓам од Зелен институт од Скопје, носител на проектот Нула биоотпад системски промени заедно во соработка со граѓаните, нашата партнерска организација од Берово. Представи се, Воја. Благодарам, Зекија. Јас сум Воја Сатолски, председател сум на Националното здружение собственици на приватни шуми, како што кажа Зекија, партнер на проектот, со кој се обидуваме некои работи кои вообичаено представуваат проблем, да најдеме решение, проблемот да го претвориме во некаков бенефит за заедницата. За заедниците, бидејќи контекстот и редот на нештата предпочитува регионален пристап. Накратко, јас само да кажам, ова е нашиот четврт форум, од првиот дел од работата, последниот циклус, го завршуваме во општина Берово и ми е огромно задоволство и намерно гледавме да биде во општина Берово, за да завршиме цела оваа постапка, понатаму продолжуваме со експертизи за кои што ќе бидете известени, ќе ги добиете на мейл и ќе бидете контактирани. Мислам дека е време да почнат експертите. Модераторот Лилијана Поповска, градоначалникот Петар Ружински, благодарам за присуството и за домаќинлукот. Не пречекавте супер. Исто да ги поздравам градоначалникот на општина Зрновци. Ако има некој што сум заборавила, нека ми јават. Фала ви, поздрав. Пријатна работа. Благодарам многу Зеки и Војо. Значи, денеска ќе имаме форум на Источниот регион. Во рамките на форумот за Источниот регион за одржливо управување со биоотпад. Направена е студија, експертски тим изготви студија и карактеристично за Источниот регион е дека има огромен потенцијал за третман на биоотпадот, кој што треба да се искористи и како ресурс. Бројките покажаат дека има над 80.000 тони годишно создаден биоотпад, од кој што дури се извинувам. Значи, на ниво на Источен плански регион се создаваат над 80.000 тони годишно биоотпад, каде што е карактеристично дека во овој регион околу 37% од тој биоотпад е всушност отпад од дрвена маса. Тоа е карактеристично со оглед на подрачјето, е такво, тука е Малешевијата, тука е Пијанец, тука е Осоговијата, Огражден, дел од Беласица, значи има многу масиви кои што имаат многу дрвена маса и што е исто многу интересно, во разговор со Македонски шуми разбравме дека практично 10 до 12% од вкупната дрвена маса што е дозволена да се сече, останува недособрана во шумите. Тоа се некаде 4 до 5.000 метри кубни годишно дрвена маса, која што е од една страна штета како потенцијал што останува во шумите, но од друга страна што е подеднакво важно, ако не и поважно, за безбедноста, таа дрвена маса е можност за почнување пожари и за ширење пожари. Практично тие 10% дрвена маса оставена, фрлена во шумите, всушност се користи, се злоупотребува како потпалок за пожари. Затоа, значи, користењето соодветно и на дрвената маса, меѓутоа и на другите текови на биоотпад, кои што ќе бидат потоа презентирани, е од извонредно големо значење. Денеска чест ми направи градоначалникот Петар Ружински и ако може да поздравам. Добар ден на сите. Чест и задоволство ми што денес во општина Берово се гости од Зелен институт и од Националното здружение за собственици на приватни шуми. Сакам да кажам уште во мојата предизборна кампања како кандидат за градоначалник на општина Берово, токму компостирањето на биоотпадот ми беше една главна тема за која што сакав стварно да се стави на повисоко ниво во нашата општина и баш голема благодарност сакам денес да изразам за вашето присуство, ми значи вашето присуство и оваа тема за која што денес ќе разговараме. Почитувани присутни, почитувана представничка на Министерството за животна средина и просторно планирање, почитувани градоначалници, директори на јавни комунални предпријатија, стопанственици, представници на здруженија и граѓани, почитувани партнери од Зелен институт и од Национално здружение на собственици на приватни шуми. Дозволете ми во име на општина Берово и во свое лично име да ви посакам искрено добре дојде во Берово и да ви се заблагодарам за вашето присуство
на денешниот регионален форум. Особено ми представува чест што токму Берова е домаќин на настан кој отвара една исклучително важна тема, одржливото управување со биоотпадот и заедничките решенија за заштитата на животната средина. Денеска, повеќе од било кога сме свесни дека грижата за животната средина не е само законска обврска, туку наша заедничка одговорност во сегашните и идните генерации. Начинот на кој управуваме со отпадот директно влијае врз квалитетот на животот, здравјето на граѓаните и зачувувањето на природните ресурси. Биоотпадот не треба да го гледаме како товар, туку како можност. Со правилно управување можеме да придонесеме за намалување на загадувањето, заштитата на почвата и шумите, создавање нови можности за локален економски развој и примена на принципите на кружната економија. Особено е важно што ова прашање се разгледува на регионално ниво. Само преку соработка меѓу општините, институциите, јавните предпријатија, стопанството и граѓанскиот сектор можеме да изградиме одржлив и ефикасен систем кој ќе донесе долгорочни придобивки за целиот регион. Општина Берово останува посветен партнер во сите иницијативи што придонесуваат за подобра животна средина, современо управување со отпадот и создавање поквалитетни услови за живот на нашите граѓани. Веруваме дека преку заедничка работа, размена на искуства и меѓусебна поддршка ќе успееме да изградиме решенја кои ќе бидат пример за одговорно и одржливо локално управување. Ви благодарам на сите што сте дел од овој процес и верувам дека денешните дискусии ќе бидат основа за нови идеи, успешни партнерства и конкретни чекори кон почиста, поздрава и поодржлива иднина. Ви благодарам. А сега ќе им дадам збор на експертите, техничката експерта Кадарина Георгиевска екипа и господинот Аријан Туска како финансиски и институционален експерт. Кате, Благодарам. Јас ќе бидам исто вака поблиско, за да можам да гледам тука. И вака да заставам да гледате, да не ми пречам на слайдот. Така? Може? Значи, ние во 4 региони се одвиваше проектот од Источна Македонија и последниот регионален форум еве го организираме во општина Берово, затоа што за Источниот плански регион проектот предложи токму општина Берово да биде и пилот општина. Затоа што ќе спорна малку и за методологијата. Значи, зошто е пилот општина Берово, како сме ја спровеле анкетата, понатаму како преку општина Берово ги екстраполираме податоците за да го предвидиме од прилика регионалниот потенцијал, каква би била потребна една логистика за собирање, транспорт, тоа е логистика всушност за тој биоотпад, какви технологии се можни, значи на овие биоотпадни текови, и економските аспекти, значи што колку би коштало, што е исплатливо, неисплатливо, сигурно, несигурно, за тоа малку ќе позборуваме. Предлагаме што значи тоа регионален хаб за циркуларна економија, затоа што циркуларната економија значи подразбира сето она што ние луѓето го создаваме како отпад, всушност да не го гледаме како отпад, туку како ресурси, да му најдеме некаква технологија, да го повторно вратиме во системот на користење и да немаме отпад, да немаме депонии. Јас како пример само ќе кажам, во 2010 година имав можност да бидам на една подолга обука во Шведска и тогаш швеѓаните од Министерството за животна средина ни представија дека само 4% од вкупниот отпад што се создава во Шведска завршува на депонија и дека целта им беше во 2020 година нула отпадна депонија, така да тие ја постигнаа целта да нас веќе воопшто не постоја депонии нема. Значи се враќа повторно назад во системот, затоа се вика циркуларна економија. И на крајот што би биле следни чекори? Спомнам, баш ми е мило играла началникот што спомна во кампањата дека имал таква како сега намера, задача, идеја, нели, да подобриме пубаво, таман имаме и ние такви прашања за дискусија, што би биле следни можни чекори, ефтини, брзи и исплатливи, да што може брзо да се почне. Па да почнеме со ред. Значи, Берово, прво да кажам дека ние користиме секако податоци од Макстат датабазата од Државниот завод за статистика. Меѓутоа вршевме и анкети во овие пилот општини, реков за Источниот регион Берово ни е пилот општина,
Например, во североисточниот го земавме Куманово како општина, голем град, голем урбан центар, сите се други помали. Овде имаме ние во источниот регион Штип како голем урбан центар, ама сакавме да земеме нешто поразлично, така да не се сите региони исти. Туку, особено тука што имаме карактеристика на големо производство, имаме на дрвна маса, значи големи количини на биоотпад од тој дел и затоа сакавме тоа повеќе да го разработиме. Исто така и туристичкиот, угостителскиот потенцијал во Берово е евидентен, за разлика од другите општини, и тоа исто е нешто што сакавме да го искористиме за да му дадеме внимание. Така да еве сега дел од податоците. Најмногу сме интервјуирале, значи вкупно сме опфатиле 49 анкетирани субјекти во 7 сектори, 7 економски сектори, како што ги дели Државниот завод за статистика, плюс јавното комунално предпријатие, нормално услуга од Беро. И најмногу сме анкетирале од угостителство и туризам 14 субјекти, потоа следи земјоделски субјекти, тоа се стопанства, значи млекарници, вкупно 12 субјекти, потоа од шумарство и дрвна индустрија 8, например во другите региони немавме толку голем број, затоа што не располагаат со толку голем број такви ентитети од тој сектор. И нешто помали ни се од останатите преработувачка индустрија, трговија со храна и институции со којни имензи или без којни имензи. Така што тоа е анкетата, која што беше доста комплексна, имаше 26 до 28 прашања, на кои што исто така не се одговараше со да, со не, туку се додава и дополнителни мислења, значи забелешки, дополнителни бројки, сето тоа бараше исто така напор да се обработи. Сега што добивме од... Опа! Ова не се гледат. Значи, од сите овие 49 анкетирани субјекти, што добивме? Дека доминантни индустрии кои што создаваат биоотпад, значи зборуваме сега за деловниот тек, овде не се представени домакинствата. Ова се само деловниот сектор. Гледаме дека шумарството и дрвна индустрија дури 53% создаваат од биоотпадот. Она што го спомна и модераторот господјата Јана на почеток. И навистина треба да му посветиме малку внимание на тоа што да правиме со тие остатоци. Понатаму веднаш доаѓа со 28% ние преработувачката индустрија и земјоделството 16%, ете ви другата половина, другите 44%. И минимален дел отпаѓа на трговија со храна, тоа се маркети, значи пазари, што малку произведуваат биоотпад, вакви остатоци, угостителство и туризам, има ново мал број сознава биоотпад и овие институции речиси се и незначителни, да кажем. Но сепак ги спомнуваме од имаат и добри практики. Ова е чисто да знаеме од каде ни доаѓа деловниот биоотпад. И сега анкетата спомнав дека имаше 26 до 28 прашања, меѓутоа овде нема да ги представиме сите, затоа што навистина тоа би одзело од 2 до 3 часа само анкетата да ја представуваме, но одбравме што е она што е важно, а да го знаеме како добра почетна основа. Значи на прашањето, пак деловните субјекти, дали би биле подготвени да платите дополнително за организиран систем, речиси 70% ни кажале да. И тоа е одлична, добра основа, поидовна основа, да знаеме, значи ние тука го пипаме пулсот, што велиме, да видиме што мислат, нели, собствениците на деловниот сектор. Ако имаме пункт за собирање на биоотпад, дали самостојно би го носеле до таму или сакаш некој од кај тебе од објектот да дојде да го превземе, дури 60% скоро ни одговориле дека да, би го однеле дури и сами до таму, што исто така одлична поедовна основа. А дури 51% речиси половина од деловните субјекти ни кажале дека веќе го селектираат биоотпадот. Сега тука има, спомнавме од дрвната индустрија доста субјекти, капацитети, значи веќе се преработува во пелетари, во, значи пиледината се изнесува, се преработува во пелети. Веќе има, например, добра практика имаме од хотел Манастир,
кои што остатоците од дневно подготвената храна што ги има, не ги фрла, не ги прави во биоотпад, туку ги предава на дом за стари лица, значи веќе прави нешто со тоа. И такви добри практики ни се потребни да ги идентификуваме ако постојат и тоа е добро. Не е нешто што не е добро, нели? Важно е нешто да се прави со тоа. Значи, до сега беше накратко ете за суштината на анкетата во Берова. Како сега овие податоци што ги добивме ние како резултати од Берова ги пренесуваме на целиот источен регион со така наречена метода на екстраполација на податоци. Зборот екстраполација значи ако имаме податоци од микро, велиме, или микро ниво, пилот општина Берова, со тие резултати ги префрламе, ги помножиме со одредени фактори на останатите општини од регионот. Значи, не ги истражуваме, не сме правили анкета во сите останати 10 општини, но ги математички ги калкулираме податоците со доста висока доза на сигурност на тие податоци. Како е тука, предпоставуваме дека така би било и таму, затоа што сепак се работи за еден регион. И тие индекси ги нарекуваме биорел, тоа е кратенка биолошка релевантност на индексот и така доаѓаме десно до сите резултати на макро ниво што ги нарекуваме. Овде ми е најдобро да стојам, така? Подписи. Овде ми е сигурно. Сега, значи што ваѓаме со таа екстраполација, со таа метода, кој е регионалниот потенцијал. Зборуваме за источен регион, кога ќе се каже регион. Значи, она во кругот што е главната бројка е дека целиот регион создава некаде 86.000 тони биоотпад, значи зборуваме за биоотпад, годишно, кој вклучува околу 61.300 тони годишно од деловен сектор и околу 24.500 тони од домакинствата. Значи, тие податоци веќе ги добивме и од за домакинствата, податоци извлековме од официјални, од регионалниот план за управување со отпад со источниот регион, сега тоа е од 2014 година, но тие се податоците, понови податоци, едноставно, верувајте, тешко е да се добие официјално. Гледаме дека десно на шемата, дека Штип и Кочани заедно создаваат половина од деловниот биоотпад. И овој регион, за разлика од некои други региони во нашата земја, има и карактеристичен што нарекуваме има двоен центар на тежина, Штип и Кочани. Значи тежина во смисла на принос на материјална, отпадна, нели така ги делиме отприлика и географската подела. Можеме да видиме дека со сината боја е деловниот тек, како тоа се распределува, еве го Штип, Кочани најново и се читаат другите општини како оди таа распределба, што има логичка смисла. Сега ова е интересно, ова до сега беше од деловен и домакинства, предходниот слајд. Ова е сличен слајд, ама по кои сектори да видиме ни доаѓаат најголемите количини отпад. Чистата количина околу 86.000 тони годишно и сега гледате десната страна, левава ќе ја заборавиме. Технички ги делиме тековите на биоотпад, ја делиме како влажна органска материја, што ни доаѓа од, тоа е кујнски, едноставно кажано, кујнски отпад, тоа е од сите од домакинствата, оние 28.000 тони колку беа во претходното, плюс од угостителски сектор, што имаме доста влажна органска фракција, повторно од кујната. Сето она што се изфрла од институции, од градинки, од мензи, од болници, сето она како храна што се изфрла, тоа влегува во овие 17.700 тони. Тој го нарекуваме чист во смисла на содржина и спремен директно за компостирање. Значи, тој доколку би се селектирал во посебна канта, наместо со се ова друго мешано што го нарекуваме, тој директно може да се собере и да се предаде на компостара на компостирање. Спремен е, затоа го велиме чист. Има уште една тука зелена биомаса, вториот правоаголник, 8.600 тони од прилика годишно на ниво на регион. Тој е градинарски отпад, тој е претежно од овие зелените паркови зеленило, ги викаме јавни предпријатија што собираат чист дрвен материјал, градинарски отпад.
И тој оди исто така директно за компостирање, добро е малку таму да се иситни, да не се тоа големи гранки, меѓутоа тој исто така чист. Него му недостат, тој е по-сув, затоа ги делиме овие два отпади, технолошки него му таман ќе се вклопи со останатава фракција, првата што е од влажната кунска фракција, и убаво се меша тоа директно за компостирање. Сега имаме два тека следниве што се малку по-специфични, по-тешки за разградување, нели, за обработка, за третман. Тој е концентриран преработувачки тек. Тоа што значи? Тој доаѓа од преработувачка индустрија, месна, млечна, кланици. Зборуваме за органска материја, нели? Не за друга некоја метална индустрија. Сурутка, односно цика, од сурутката ќе се отстрани јурдата, по она што останува е една течност цика, таа е она што е нус производ и што имаме и некои примери тука во Берово, во Малешевијата, што се истураат директно во канализација или во реки. Тоа не е добра пракса. Добрата пракса е тоа или да се, ако се има сопствена биогасна централа, да се преработи, или со цистерна да се однесе некаде на третман. Некои го прават тоа, ма некои не го прават. Значи, тоа е богат, велиме, затоа што содржи азот, богата органска материја, и убаво е да се носи на анаеробна дигестија во биогасна централа, ќе зборувам и понатаму. Тука доаѓа според анкетите и дел од шталското ѓубре. Значи, фативме некои фарми, не многу, но не е целиот земјоделски отпад за кој лево ќе зборнеме повеќе. И гледате последниот дел, не е доста голем обем, најголеми количества тука како поединечни доаѓа дрвената биомаса од сечата на шумите, околу 32.500 тони годишно. И за таа се предлага многу едноставна метода, сечкање во дрвен чипс, кој што се користи директно за греење. Тој материјал е директна замена за дрвото во котлите кај што имаме во институции, училишта, во болници, општински згради. Наместо дрво да се користи овој отпадок, што е исто така високо енергетски калоричен. Направивме и дополнителна анализа на земјоделскиот отпад со податоци од земјоделскиот попис 2007 година, меѓутоа дополнети со Макстат 2025 година, имаме отприлика намалување на бројот на добиточни грла околу 20% на ниво на цел регион од 2007 пописот. И направена е пресметка според тоа се, знаете, стандардни коефициенти, колку различни видови, различни грла на добиток, колку ѓубре произведуваат во текот на годината, па се множат со други коефициенти околу нивната тежина, количина. И добивме еден интересен податок дека растителни земјоделски остатоци според обработлива површина изразена во хектар во целиот регион, добиваме, ова е малку голем диапазон, од 15.000 до 40.000 тони годишно. Овие не завршуваат никаде, на нивите остануваат. Значи не се користат сега, моментално. А што се однесува до добиточниот земјоделски отпад, добиваме дури 316.000 тони годишно. И сега споредете го тоа со овие 86.000 тони, навистина многу голема бројка, кој што исто така не се користи, се користи за производство на ѓубриво, не илиарско ѓубриво, но генерално тука се завршува. Така да ова се интересни можности, потенцијали кои ќе ги разгледаме. Овој слайд чисто е ставен дека знаеме за сите овие отпадоци што се произведуваат, дека прво е неопходно и логистиката да се организира, камиони, превозни средства, собирањето од мали канти до поголеми контейнери, па со камиони, до местото каде што понатаму нешто ќе се прави со тој отпад. Така да не би го читале детално, значи само дека знаеме дека се е влезено како инвестициски трошок понатаму во финансиската анализа кога ќе зборуваме. Сега да почнеме по редослед кои се можните технологии што да правиме со целиот овој отпад, биоотпад, што го создаваме. Само на почеток ќе споменам, на крајот повторно имаме во слайдовите, дека нормално сме свесни дека знаеме за постоењето на централниот систем за управување со отпад во двата региона, источен и североисточен,
со централната депонија кај Мечкуевци и 2 претоварни станици кај Кочани и Виница. Сега, во однос на тоа, значи, технологија за компостирање има две во принцип. Левата е така наречен отворен систем и десната е затворен со садови. Десниот е поскап како инвестиција, левиот е поевтин. Двете имаат, значи, мани и добри страни. Маната е ова што е поскапо, лево е поевтино. Но левиот дел, доколку се има соодветен простор, ние нам во државата не ни недостасува многу отворен простор, значи имаме простор, може да се осмисли локација. Предлог е да биде тоа блиску до идната претоварна станица, каде што е овде Виница, или на општинско ниво. Значи, ако е далеко и транспортот не исплатив, апсолутно исплатливо е секоја општина да си разгледа каде и се најдобрите можности. Значи, понатаму кога ќе ги гледаме алтернативите, ние препорачуваме компостирање. Зошто? Вие сега, како граѓани тука, плаќате минимална некоја доста ефтина сума за цена на депонирање по трошок на општинската депонија. И сега, верували или не, тоа е многу ниска цена. Ова е секаде во државата, не е само во Берово. Во идниот систем се предлага, овој што го спомнавме ке Свети Николе, се предлага 28 до 30 евра депониски трошок од тон. Значи за влез треба да се платат 30 евра, а не сега да речеме 3 до 5 евра од прилика просек кај општините. Така? Не е така? Ајде ги зборнеме после како е. Така да се избегне тој депониски трошок и да се пренесе голем дел од отпадот во компостирање е доста значаен момент. Но ете ќе го дискутираме понатаму. За овој богат концентриран отпад што кажав дека ни доаѓа од шталското ѓубре, од преработувачката индустрија, млекарници, кланици, значи еве лево е што денес правиме генерално, тоа представува системско оптоварување затоа што се третираат како отпадни води и толку. А што би требало да биде, што се прави, нели, ако сакаме да имаме подобар развој и од животна средина и од економски аспект, истиот тој отпад, значи во регионов не постои анаеробна дигестија, биогасна централа. Најблиската е Сарамзалино, кај Блозово, меѓутоа таа е далеку по од Берово, ако земеме од овој крај на и вашите соседни општини, тоа е доста далеко и најверојатно е неисплатливо. Така да може да се разгледа опцијата за изградба на сопствена, тука локална, поблиска, анаеробна дигестија, АД, значи анаеробна дигестија централа, или пак да се разгледа дали пречистителните ПСОВ е кратенка од пречистителна станица за отпадни води, Берово, понатаму исто Кочани, дали имаат соодветен капацитет, каква технологија користат, каков им е дигесторот, значи тоа може во наредна физибилити студија да се разгледа и да се види како опција таму да се третира и да се произведува струја, наместо сега да оптовариме. Го спомнавме добиточниот биоотпад, кој што навистина треба посебно да се разгледува. Овие 315.000 се пресметани по грло, во различни видови на грлеве ги имаме лево, и колку тие вкупно произведуваат, но велиме, кога ќе влезе во инката, голем дел од тоа се расејува локално, велиме, така? Понатаму имаме овци, кози кои што на пасишта одат, нели, не се собира во фарма шталското ѓубре. Така да велиме се расејува локално и колку тогаш немаме податок колку тони годишно тоа реално би можело да се собере и тоа е најдобриот субстрат за биогасна дигестија за централа и дали би имало исплатливост на нешто такво да се размислува. Значи ова се можности, потенцијали. Какви надградби предпоставуваме дека се потребни за Кочани и за Берово за да станат вакви така наречени кодигестиски јазли да ги користат овие отпадни води? Например, резервоар за прием на течен субстрат, единица за хигиенизација и пастеризација ако се прима отпад од кланични индустрии, местни индустрии,
линија за депакинг и претретман и техничка проценка воопшто на дигесторот. Значи ова се работи што сега немаме податоци, но треба да се истражат, ако сакате да размислувате на тоа, треба да се истражи колку би чинело која би била исплатливост. За третманот на дрвените остатоци ние добивме од го анкетиравме и шумското стопанство, не знам дали има тука присутен од национални шуми локално подрачната единица тука од Берова. Меѓутоа имаме од нив директно податок дека на годишно ниво процентуално она што останува остатоци од дрвната сеча само од шумското стопанство се некаде 4 до 5.000 метри кубни. Тоа се оние што ги беа спомнати на почетокот како оние што предизвикуваат, подпомагаат пожари, болести и така натаму, и што убаво е да се, не убаво него, треба да се отстранат од шумите. Плюс имаме дополнително и од приватните шуми. Значи има доста оваа количина. Тешкото е, она што е тешко е тие остатоци, мали остатоци да се соберат рачно, нели, да се транспортираат некаде, тоа е потешкиот дел. Ма затоа се предлага словенците, знаете, Словенија ние често ја користиме како пример кај нас во земјата, и тие се богати со планини, со шуми. Значи, они имаат, генерално веќе поставуваат по планините, по шумите, вакви чипери или сечкалки, која што се поставува, може од време на време да се премести на некоја друга локација, и тука со трактори поедноставно се сечкалката го прави чипсот, тракторите ја повлекуваат само таа маса, кои што едноставно релативно се движат по планинските предели, шумските предели, и долу некаде во низината потребен ни е простор за сушење, затоа што чипсот треба да се суши околу 90 дена и потоа може со пакување во вреќи директно да се носи до корисниците. Како замена за дрво, значи би бил доста поевтин енергенс од дрвото сега што се Помалку да загадува, нели така? Да, и помалку загадува, и сега знаеме дека има пелетари тука, дека пелетарите ги користат овие отпадоци, за разлика од пелетите кои што вградуваат одредени лепила за да бидат компактни, чипсот не користи вакви дополнителни средства. Че тоа е разликата при согорувањето, го немаме ова загадување на воздухот што ни сепак не ги дава пелетите. А може ли истите печки што се за пелети да се користат? Епа не баш. Јас го прашав тоа, тука со Воја имавме интересен разговор. Јас имам дома исто печка на пелети, првото прашање ми беше тоа. Меѓутоа ќе запуши едноставно печката, ама може да објасниме во дискусијата. Ова е чисто една предлог шема, значи какви решенија би биле можни. Не би објаснувала премногу, само сакавме да представиме дека сепак сме мислеле на многу фактори во конечните решенија што може да бидат за управување со биоотпадот. Ова се генерално географските растојанија помеѓу различните општини во регионот. И сега логично се препорачуваат 3 стратешки алтернативи, нели, секогаш кога нешто вака анализираме што да правиме, кои би биле можните решенија. Првата, велиме реална алтернатива, најреална, и таа значи, да, заборев да споменам кај компостирањето, има кај Пробиштип, нели, општината, веќе пред неколку години има воспоставена компостара со еден меѓународен проект, меѓутоа последниве години не работи. Се тука малце има една тажна работа во земјата, зошто кога нешто правиме особено и со меѓународни проекти, по завршување на проектот застануваат работите. Значи мораме да мислиме на самоодржливоста, на исплатливоста да продолжиме и самите да работиме, затоа што тоа се корисни работи, не е ништо тоа некорисно. Мораме да најдеме начин да размислуваме како да ги продолжуваме со сопствени сили и средства. Значи, ние предлагаме да се реактивира компостарата Пробиштип, има што тоа значи, колку би значело тоа за да се активира, зошто сега не работи, не добивме баш некој конкретен одговор, зошто не работат, така, дали од немукает народно кажано, не знам, треба да се види. Трошокот и понатаму дрвениот чипс, значи за сеча, тоа може многу брзо да се организира, и концентрираните текови од шталските и преработувачки индустрии,
да се провери дали може да се транспортира до Сарамзалина биогасната централа. Значи, разговаравме и со тој субјект. Они начелно се заинтересирани за разгледување на можни субстрати да прибираат. Моментално имаат доста деловни партнери што ги користат, на кои тие самите им плаќаат за субстратот и самите го организираат и транспортот. Значи, вие треба, некој тука, само треба да склучи договор со нив, за дека ќе им го предава целиот тој отпад, целиот тој субстрат и плюс ќе добие пари за тоа. Но, ова не е така едноставно што велам само. Значи, таа фирма е отворена за разговор, за прием на нови клиенти. Доаѓа си го зема субстратот, си има собствена лабораторија и основата велиме по концентрација на азот, значи по квалитет на ѓубриво, така, толку ја дефинира цената, растојанието и тука сега се преговара секој поединечно индивидуално. Но да не ја занемаруваме како опција. Значи постои, треба да се направи разговор. Затоа велиме трошокот за инвестиција е низок за оваа алтернатива, многу низок. Енергетскиот принос исто така е низок, затоа што компостирањето пак дава низок енергетски принос, не е како биогасната централа, и ризикот е мал, во смисла ризикот инвестицијата да успее. Затоа велиме мал. Б алтернативата е во некоја иднина, тоа е поголем проект, кога секогаш имаме и нешто, кои поскапи решенија. Не дека не ги знаеме, само што се скапи. Може да има надградба на пречистителните станици Кочани Берово со подигестински јазол. Може да има самостојна нова биогасна централа како постројка за овој помал регион тука. Понатаму знаеме дека доаѓа, спомнавме идната регионална депонија која што ќе има механичко-биолошки третман кај Мечкуевци, но тоа е повторно во некоја иднина, самите сте свесни, знаете бавно ли тој процес. Оваа лево ни е брза, може да се реализира од, ако сакаме, од утре во наредни 10 до 12 месеци, а вторава е многу подолго временски период бара. И ние велиме в алтернатива фазна да се почне со првата, додека да стигне на ред овие вторите решенија сценарија кои што сте и поскапи и бараат дополнителни можеби физибилити студии и анализи. Да не чекаме. Значи, од чекање се стоиме само во место. Значи, фазен премин, ова сега што го кажав, ако замислиме едни скалила, како овие тука, значи прво имаме фаза темел, да имаме еден добар темел, тоа е ова реактивирање на проби штип, нови компостари, може да бидат лоцирани кај пречистителните станици, Кочани, не ова е притоварни станици, Кочани и Виница, но може и кај пречистителните во Берово и Кочани исто да се размислува ако има простор за компостара тука, на отворен, на компост. Ти веќе го имате земјиштето. И собирање на богат концентриран отпад за аеробна дигестија и одиме нагоре, значи понатаму на долг рок, постепено да се искачуваме, а не наеднаш големи тешки решенија. И сега доаѓаме до тоа, алтернативите се тие, нормално колку што би значило тоа во пари. За да видиме што би значило тоа во пари, во временски рок, тука е колегата Аријан Тоска, кој што ние... Да не паднеш. Чугарата не. Јас тука ќе си постојам во тебе. Да, како и за секој бизнис, ај прво ја да се презентирам, јас сум Аријан Тоска, ангажирам во проектот за да ги согледам финансиските делови. Како за се друго, секогаш ни требаат пари, а парите ни требаат за капиталните инвестиции, кои што се однесуваат на, да кажем, просторот, тоа што кажа Кети Плеска, дали имаме соодветен простор, ако имаме, тоа ќе ни биде минусна ставка, ако го немаме, ќе треба да го обезбедиме. Истиот доколку го обезбедиме, ќе треба да формираме, креираме соодветни услови кои што одговараат на законските норми. Исто така, во делот на одделното собирање на отпадот, тоа што го начнуваме сега, ќе треба да инвестираме во делот на камиони, во делот на контейнери кои што ќе бидат распределени по домаќинствата и по деловните субјекти, и по тоа што
повторно не положува со оперативните трошоци во вториот стај е ангажирање на дополнителни лица кои што понатаму ќе можат да го собира и да го однесат на соодветно место за понатамошен третман. Ќе те начна една многу интересна тема, пробиштип. Зошто пробиштип не успеа? Мислам дека и знаеме и не знаеме, не успеа за тоа што немаше систем. Дали ќе успее тука, па веруваме за тоа што овој проект што го предлагаме е комплетно компатибилен со тоа што се во моментов имплементира од страна на националните институции во државата во спроведувањето на интегриран систем на управување со отпад во источниот и североисточниот регион како два региона кои што се компатибилни и комплементарни едни со други. Проектите се тие, јас стварно нема да навлезам, затоа што не сме ги согледале целосно, за да потврдиме дека тоа ќе биде оној модел на финансиска конструкција која понатаму ќе даде резултати, но ќе се навлетам на пробиштип. Зошто пробиштип не успеа? Затоа што од тоа што ја прочитав е дека они имаат воспоставено pay as you throw систем, а тоа е систем фрлај колку што создаваш. За жал, тој не профункционирал. Прашав на неколку места, ми кажа дека многу тешко било да се проведе, затоа што требало да се мери количината на отпад кој што се создава од страна на домаќинствата и тоа не успеале да го направат. Затоа што за да го направите тоа, ви треба и оперативни дополнителни трошоци и капитални инвестиции кои што ќе бидат надополнети една со друга и на крај тоа што ќе го соберете да го фрлате, ама за тоа и да плаќате, да имате законска, да кажам, регулатива која што, пардон, јас се извинувам, ова е законска регулатива која што ќе ве натера да го правите тоа. Доколку во моментот плаќате од 3 до 5 евра за депонирање, стварно немате причина зашто би одделно собирале. Но доколку од една страна плаќате висока ставка на поднос на депонирањето, а од другата страна ги натерате жителите, домакинствата да сепарираат со тоа што би плаќале помалце од тоа што го плаќа во моментот. Повторно велам, ќе се навратам на фактот дека сега во моментот овие цени за наплата на собиране на ѓубре е стварно ниска. Збориме за некој нареден план каде што во концептот собирањето на отпадот од домакинствата ќе кошта сигурно 3 до 4 пати повеќе, за да може исто да профункционира. Мислам дека делот, да кажам, одговорите по однос зашто пробиштип не успел е тој. На крај, компостарите, исто така, за жал во нашава држава немаме консолидиран пазар на компост. Ќе го произведеме и можда ќе бидеме во неможност исто да го искористиме, односно да го продадеме, ќе треба јавните комунални предпријатија во рамки на своето работење да го користи за зелените простори и повторно тука ќе треба соодветна регулатива која што постои, ама да биде ставена во функција со цел да се натераат сите ентитети и да бидат на некој начин поддржани за да можат по некоја субвенционирана цена да го купуваат компостот кој што доаѓа од домакинствата. Стану ја бројките уште еднашка ќе бидат консолидирани со некој нареден извештај кај што ќе можеме точно да кажеме што тоа нудиме од аспект на инвестицијата и кој е повратот на инвестицијата. Благодарам на вниманието. Мислам дека иако не бев спремен целосно за бројки,